Струмичкото јавно обвинителство издало наредба за дополнителна реобдукција на телото на починатиот струмичанец Јован Витанов, бидејќи судска медицина и по неколку дена од првичната обдукција не можела да ги утврди причините за смртта. Една недела откако беше пронајдено телото на 26-годишното момче, надлежните немаат одговор како дошло до неговата смрт. Од судска медицина пак негираат дека не можеле да ги утврдат причините за смртта, туку обдукцијата се уште не е завршена. Во моментов се правеле токсиколошки анализи. За случајов најавија и дека ќе излезат со официјално соопштение. Основното јавно обвинителство првично изјави дека по телото имало видливи повреди кои упатуваат на насилна смрт. Во меѓувреме се врши претрес по домови и простории на повеќе лица со кои момчето имало контакт последните денови. Издадено е барање за обезбедување снимки од видеонадзор од еден објект и вештачење на мобилен телефон. Од мобилните оператори побарани се податоци за остварената телефонска комуникација, а издадена е и наредба за вештачење на повеќе предмети пронајдени во близина на телото на починатиот. На интернет осамна и исказот на мајката на починатото момче, даден во полиција, во кој таа објаснува каде за последен пат е виден нејзиниот син. Од СВР Струмица ја потврдија автентичноста на исказот. Информираат дека МВР преку одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди, одделот за криминалистичка полиција и секторот за внатрешни работи Струмица веќе презема мерки за утврдување на кривична одговорност во врска со овозможување на дел од службен материјал да стане достапен за јавноста. За случајот бил запознаен и јавен обвинител. Од ВМРО ДПМН пак обвинуваат дека струмичкото обвинителство се обидува да ја прикрие смртта на Витанов. Од партијата велат дека целиот случај е воден со големи пропусти и индицира дека буквално се внимавало да не се дојде до некого. Ова е втор случај во кој власта се обидува да прикрива убиство, како што беше случајот со убиството на ракометарот ТОТ, се вели во соопштението од ВМРО ДПМН. Телото на 26-годишното момче беше пронајдено вечерта на 7 јуни во атарот на селото Новосело.